И тоа е едно од најспомнуваните имиња на автомобилската сцена кон завршетокот на годинава. BAIC, односно Beijing Automotive Company, имаше салонска премиера, односно промоција, кон завршетокот на октомври. И тоа е моделот што привлече најмногу внимание, очигледно, U5+, лимузина, традиционална на нашиот пазар. Тука е врнежлива, значи и овој тест ќе морам да го поминам целосно во снимање од автомобил, затоа што не престанува да врне. Изгледот на вистина остава впечаток, значи лимузина од ковот на една елегантна линија, која што е облагородена со бројни детали, хром, лакирани рачки на вратите во каросерија со хромирани детали. Значи, посебно е се внимавало да остави впечаток со изгледот, со дизајнот, тоа се дневните светла. Значи, многу е интересно кога ќе ги забележите формата, кога ќе не забележите како се рефлектирала каросеријата напред. Мене ме потсеќа линијата на појавата, општо ме потсеќа на Subaru Legacy. Едно големо име на сцената, меѓутоа нема многу долго да можам да се вртам околу возилото, затоа што навистина ќе се оштети и опремата. Не најдов до сега никаква можност да го снимам автомобилов во малку попригодни услови, меѓутоа секако дека ќе му придадам значење какво што заслужува. Тоа е тоа. Beijing. Тоа што го покажува BAIC како најнов производител на автомобили од Кина на нашиот пазар е откривање на вистинскиот карактер на автомобилите кои што ни доаѓаат од производителите од Кина. Значи, секоја национална индустрија има некакви одлики, иако во најголем дел се изгубени, се претопени тие одлики. Меѓутоа, во основа, германските производители прават строги возила, прават цврсти, стегнати возила да издржат долго, обично стерилни, меѓутоа се безпрекорно и во поглед на возните својства се прецизни, понекогаш и крути, премногу цврсти, меѓутоа тоа е германскиот карактер. Наспроти тоа, италијанските автомобили секогаш ставаат нагласок на стилот. Значи, кога ќе ги погледнеш, па душа ти се топи кога ќе ги видиш тие автомобили коли. И секогаш има, значи, емоции, некакви посебни вришти автомобилот, ета, народски вришти. Ке француските автомобили, секако тоа што се очекува е комфор, некои работи што ќе го направат секојдневието поудобно, покомфорно, попријатно. Јапонските производители секогаш имаат, одат во некои екстреми технологија, значи одат на технологија, воведуваат некоја технологија. А што прават кинеските производители? Дали се строги, комфортни, стилски, опремени многу? Па не може толку кусо да се опише, концизно да се опише, каков е карактерот на автомобилите кои што ни ги испраќа кинеската автомобилска индустрија. Меѓутоа, начелно може да се разбере вака. Значи, не е автомобил кој што ќе не убеди за 5 минути.
Значи, седнуваш во автомобил, го возиш 5 минути, го зимаш на тест од салон и готово. За 5 минути веќе знаеш што е автомобилот, што ти се допаѓа, го обожаваш, го купуваш и така е. Така, веројатно, се раководи таа пазарна психологија, зошто треба да убедат за 5 минути. Секако дека овој бајк U5 Plus Beijing ќе убеди и за 5 минути. Меѓутоа, вистинскиот карактер го покажува на подолг рок. Зошто го зборувам тоа? Во возењето, значи, има отстапки. Например, управувањето има слободен од. Меѓутоа, причината зашто постои тој слободен од не е затоа што е некаква конструкцијска грешка или недоследност, туку постои некаква намера за тоа. И при сопирањето, значи, само што седнав, се уверив дека помислив дека сопирачките се дозираат малку потешко. Значи, треба да се навикне човек. Меѓутоа, после кусо време, навикнав дека сопирачката, значи, е направена за човек да се чувствува комфортно кога вози. Значи, сето тоа е за човек да се чувствува комотно, пријатно, убаво. Не за 5 минути, за 1 час, за 2 часа, за година, за 10 години. Човек си ги засакува овие коли. И навистина човек ќе се праша зошто се така конструирани и осмислени кинеските автомобили. Зошто амортизацијата секогаш мора да биде комотна, тивка, угладена, зошто управувањето не мора да биде стегнато, зошто не мора да биде како тркачки автомобил, затоа што имаат некаква намера, имаат некаква идеја и такви сакаат така да го изградат имиджот на кинеските автомобили, односно тоа е тоа што го бараат купувачите во Кина. И воопшто не се во грешка, не прават нешто погрешно со тоа што избираат автомобил кој што нема да те убеди за 5 минути, да, супер, тоа е најдобар автомобил на светот, туку едноставно е автомобил кој што да, ќе те убеди за 5 минути, меѓутоа вистинските вредности се покажуваат при подолго искуство, при подолго поседување на автомобилот. И тоа е целата поента. И така е многу полесно да се разбере зошто не се толку строги не се толку прецизни во управувањето, зошто ете и сопирачката работи малку, па ќе ја наречам комфортно. Значи тоа е термин кој што не може да се користи, да се именува, да се наведе дека некоја сопирачка работи комфортно, меѓутоа навистина и до сопирачките се пренесува таа идеја. Убаво чувство. Пак сигурно се поврзува со некој фенг шуј, значи треба ти да се чувствуваш убаво во автомобилот, да ти пренесува позитивна енергија, не е енергија на борец. И еве, значи ова е катастрофално лош пат. Значи оптоварен со камиони, со 40 тонски, Господ знае колку тежат, вистински. И сето тоа го поминува сосем релаксиран. Убаво му е на човек, значи која се вози во оваа бајк U5 Plus. Не знам што значи U5. Може би при изговарање на кинески има некаква символика, треба да најдам. Меѓутоа, целата поента во тоа, човек да се чувствува убаво, па од тоа што го поседува автомобилот. Среќен. Фенг шуј. Менувачот. Менувачот е ЦВТ, значи со постојано променлив преносен однос и нема програми, значи и тука се разликува. Нема програми за избор на еко програма, спортска програма, нормална програма, не знам каква програма.
Јас не помнам дека некогаш во возење сум вклучил копче за да вклучам, чекај да спортски да ми се однесува возилото сега. Значи тоа е една народски, ќе кажам, измишлјотина која што ете си проценира луѓето дека немаат потреба да внесуваат некои си такви посебни копчења, па команди, па не знам, цела машинерија треба да се осмисли околу тоа. Што направиле тие? Па еве што направиле. Значи имаш рачно мануелно префрлување во степени, тоа се виртуелни степени секако. Не постои кај цевете менувачот, не постојат фиксни степени. И го префрлуваш, значи во мануелно префрлување на степените се префрлува рачката на бирачот за возење практично. И тоа е се, немаш потреба од спорт, еко, значи ретко во некој автомобил може да ви собере телефон вака. Ете го. Моторот е Mitsubishi, во основа е Mitsubishi. Значи, Mitsubishi има изградено пред 20 години, има изградено фабрика во Кина, од која што се снабдува сите производители на автомобили. Сега, ова не е, значи, е основа, користи основа од Mitsubishi, меѓутоа е усовршена, унапредувана, правени се сите оние технолошки зафати кои што ги донесува напредокот. Да не филозофирам многу, во основата е Mitsubishi. Значи, тоа е првото прашање. Што мотор има? Да, Mitsubishi мотор има. Блокот е од Mitsubishi, главата е од Mitsubishi, клипови, клипници, брегасти вратила, сето тоа го проектирал Mitsubishi и од тоа се раководиме, значи сцената секој се раководи според моторот што го користат моделите од Кина. И ето го. Дали имам проблеми со кошницата што прво ми имаше поголем од. Значи јас мислев дека нема да можам да се привикнам, па еве никаков проблем. Тргнав за моторот, 1 5-литарски мотор, атмосферски мотор, значи тоа е во основа моторот кој што го познаваме, нашата сцена го познава од Лансер, еден од последните големи модели, големи во поглед на името, на значењето, во поглед на тоа што да не брзам сега премногу, но тоа што значеше на пазарот, на сцената, значи Лансер, 113 конски сили, атмосферски мотор, работи меко. Сега ја нема оној залет, она подтурнување, оној замав што го обезбедува турбо над полнењето. Тука намерно го возам овој пат, значи ова е споредниот пат, односно патот кој што води до Петровец, па понатаму Роженичино, па Катланово. И тука со друг автомобил се чувствува, значи непријатно се чувствува возењето. Тука на овој пат, да, имам фидбек дека е лош патот, меѓутоа далеко од тоа дека се пренесува некаква премногу непријатни удари од амортизацијата, добра изолацијата на звукот. Значи, не е врвна, сепак се работи за модел што припаѓа според конструкцијскиот пристап, припаѓа во компактната класа, значи според моторот, според тоа што треба да се очекува, може би во просторноста припаѓа во средната класа, меѓутоа јас ги квалификувам како моделот компактна класа. Секако влијае и тоа што каросеријата, односно возилото, подвозјето, се е конструирано и за, односно проектирано и за целосно електрична изведба. U5, U5 се изработува и во изведба EU5, EU5 и тоа е целосно електричен модел. Значи нема мотор, нема ништо, нема менувач, нема ништо, нема батерија долу и е целосно електричен. И од тоа, меѓу другото, користи придобивка, бенефит
по ново македонски, користи комфорот, амортизацијата, изолацијата и тоа што секако интересира најмногу, суштинско, колкава е потрошувачката. Возам по патот за Катланово, моменталната потрошувачка со оваа брзина е некаде околу 7 литри. Просекот од полнење горива, значи имам поминато 50 километри, просекот е 8,2. Имаше и градска средина возење, имаше и возење и по автопат, возење и по ваков, значи спореден пат, и се добива една вредност од 8,2. Тоа е преодната карта за автомобилот. А бидејќи е јасно дека и овој тест ќе го поминам со снимање само од автомобил, затоа што ми врне цел ден, околу тоа што обично од стоење го кажувам. Внатрешност. Опременоста е примерна, значи како во поглед на комфортните ставки, така и во поглед на безбедносните ставки. Дисплејот од дигиталниот дисплеј, кој што се состои нормално од два екрани, средишниот е 12,3 чинам, ова е 10,7, доаѓа како стандард. Графиката не е нешто посебно убедлива, меѓутоа е крупна, висока резолуција, со добар контраст и добра засенетост, покрај тоа што е сепак е чувствителна на сонце позицијата. Значи, се задоволува освен тоа што графиката не е нешто премногу тралала, туку е едноставно сериозно. Од друга страна, не треба да ти привлекува внимание што се случува таму, какво се прикажува или слично. Значи, тоа е информација и толку. Средишниот дисплеј исто така не нуди нешто премногу графика, значи заракување со функциите на инфозабавата. Меѓутоа е брз, исто така со висока резолуција, со добар контраст, нема премногу опции. Изработката на вистина остава впечаток, значи да, обложена е горна... Опс, мачка, ја спасивме. Значи, горната површина е обложена со мек полиуретан, значи тоа спречува, или сепак спречува сите компоненти да се тријат едно со друго и да произведуваат звуци на триење, непријатно шкрипење, тоа што е далеку од тоа, еднаш не послушнав, значи некакво тропење, убаво изработена, значи со убави материјали, има тука и ова метален финиш, па пијано финиш, црн сјај, па обрабено е се, значи рамкава е обрабена со метална рамка, со дисплејот е обрабен со метална рамка, исто и прекинувачите во средишната конзола, значи за ракување со климатизацијата, се е тоа чисто изработено, убаво изработено. Тоа е класика. Значи денес некогаш се преоѓа и на кип прекинувачи, на други решенија, тоа е класика и нека си остане на класика. Долу е практична преграда за сместување на отворена преграда, значи да, тука има многу поголема комоција за да се остави нешто, меѓутоа чинам дека можело да биде тоа малку подлабоко за да не излетуваат предмети, тоа е веројатно за некој телефон или слично. Средишната конзола е прекината тука, значи да, тоа внесува една слободно чувство, тоа што го има овој прекин. Истото важи и за средишната конзола, обложена, значи да, тука некој може би ќе допре со нога или некоја госпожа ќе и се скинат чорапите, ако не биде така добро изработена како што е тука. Исто, финишот на вистина
остава впечаток. Воланот е обложен со, верувам дека е технокожа, значи нема да ја нарекувам веќе вештачка, туку технокожа, исто и главата на рачката на менувачот. Има прекинувачи, односно поврзување со USB, нема USB-C, меѓутоа, окей, прекинуваш 12 волт, односно приклучок за 12 волти. Добро е тоа што ми се допаѓа, значи го имам забележано кај модели, кај кои што отворите не се доволно димензионирани. Тука е раскошно димензионирано, значи широки, големи отвори за воздух и не се јавува толку силен провев, значи зошто го зборам тоа? Затоа што доколку се мали отворите за воздух, кога ќе сакате летно време да пуштите посилно, односно кога сакате побрзо да се излади кабината, тогаш се создава силно струење и тоа ги вкочанува мускулите и слично. Едноставно е. Се и воланот, например, копчињата на воланот се едноставно изведени, све е рамно. Нема нешто фарбање, боење. Тоа што ќе ви се чини тука дека има прстен што лизга, односно служи за ракување, тоа е само привидно за тоа што е само прстен, неподвижен. Значи, движењето е по принцип на BMW. Значи, има една топка која што ротира и може да се отклони лево или десно за да се пристапи до менијата и тоа е се. Ракувањето е. Значи, можам да изберам, еве како се движи тоа. Значи, сега преоѓам од едно до друго мени на патниот компјутер и многу интересно, значи трип, односно патниот компјутер не е напишан трип, туку е тирп напишан. Тоа е софтверски. Многу е едноставно да се изведе, веројатно во сервис ќе го поправат тоа. Преку овие копчиња, значи преку оваа команда, можам да ракувам со средишниот дисплеј, тоа ми е нова. Значи, паметни се кинезиве, нормално дека се паметни луѓе и не помнам дека такво нешто, значи, имам сретнато некогаш, обично се користи некаков контролер средишен, тука не. И еве тука, значи на овој дел кој што е многу лош, значи нема да ви биде жал што ќе го поминете со Bike U5, кој што има добра амортизација. Значи, со автомобил, од, како што спомнав предходно, тони автомобили што за 5 минути ќе ви убедат дека се најбрзи, најстабилни, најцврсти, најтрајни и слично. Значи, таму кога со таков автомобил ќе се најдете на овој пат, значи ќе зажалите што сте се решиле за таков избор. Тука ќе биде среќен човек за тоа што има комфортно возило кое што не е направено да лежи најфантастично по свијоци, да биде најбрзо, да може да имате тркачки автомобил кога се враќате од работа до дома. Тука едноставно имате автомобил комотен, комфорен, угладен, не знам дали е македонски збор. Меѓутоа, се разбираме и уште малку на автопат. Забрзувањето ќе го покажам тоа како пример. Еве, со пириочките. Најудобно, комотно се дозира. И ќе го покажам тоа како пример, доколку се остави, значи, менувачот да забрза, односно доколку се остави цеветето да си ја заврши работата кога се забрзува посилно, ќе се стекне впечаток дека моторот ете можеби не е доволно силен или не повлекува доволно. Тоа е, значи, природата на работа на менувачот цевете е таква. Значи, цевете менувачот во основа е менувач кој што користи нормално во градска средина, затоа што секогаш го има вистинскиот пренесен однос, односно е
без степен, има безброј степени на пренос. И што е натаму? Значи, кога ќе забрзам сега, кога ќе се приклучам на автопатот, доколку ми е оставено во нормална програма, значи, забрзувањето нема да биде убедливо. Веројатно, би било на ниво како автомобил од 75 конски сили во оваа каросерија. Меѓутоа, затоа се користи оваа позиција. Значи, мануелно префрлување на степени и спорт. Нормално. Веднаш го толкува како спортска програма. Еве, ќе го оставам, значи, како пример ќе оставам како ќе забрза обично со цевете, значи, го има она завивање. Цевете менувачот е патем истиот принцип што Toyota го користи од векот, го користи за своите хибридни модели. И сега да оставам многу. Добро. Еве. Тоа се случува. Значи, многу подобро забрза сега, меѓутоа со многу повисоко ниво на вртежи. Затоа се менува кога ќе префрлам во мануелен начин на работа, односно во спорт мод. 105 вози некаде со 2000 вртежи, значи преносот избира приближно истиот преносот, однос го избира како со мануелен менувач. Значи, еве, 115 некаде со 3000 вртежи, според тоа што ми го покажува бројасот на вртеж, значи дигитален број на вртежи. Сега е во мануелен режим, само да се исчисти малку сообраќајот и еве. Значи не е премногу за спортски возачи. Да, има моќност да повлече. Секако постои и во изведба со мануелен менувач. Кому не му се допаѓа тој начин на работа, што тоа однесување, тој принцип на работа на цевете менувачот, continuously variable transmission. Има и мануелен менувач изведба, па и ќе заштеди повеќе. Еве и на овој пат и на овој дел се чувствува колку е предност тоа што имате комфортно подвозје. Во долната половина од арматурната табла веќе е онаа пластика која што не ја сакаме премногу, меѓутоа тоа е реалноста. Секако е надоместува бензин со тоа што тука го обложиле овој дел од арматурната табла, го обложиле со нешто што при допирање се чувствува како гумирана површина, а во основа изгледа како алкантара. Меѓутоа, во секој случај го облагородува амбиентот, ја облагородува средината. Така да, има убави облоги, обшивки, значи убаво изработено. Да, автомобилов е убаво изработен. Честно. Значи не сака да ти измами. Нема измама кај кинезива. Стартувањето на копча. Нема старт-стоп систем. Тоа можеби ќе им се допаѓа повеќе на љубителите на класичната конструкција на автомобили. Во основа е најдоброто, така ќе го оценам. Значи, најдоброто од класиката и најдоброто од авангардата. Значи, да, авангарда е display of
авангарда е изработката, значи овие се материјали кои што не биле достапни или не биле достапни во оваа ценовна категорија пред години, додека од друга страна класика се прекинувачите. Значи не се труделе нешто премногу да направат уметнички впечатоци во изработката на копчињата. Значи копче служи да се притисне и толку и да не се расипе. Тоа што исто така ми се допаѓа е прегледност. Се уште постојат модели како што ќе ви се случи да ви биде покриено видното поле од погрешно, од утната позиција на предните столбови. Тука не. Значи предните столбови се далеко напред, се тенки, доволно тенки, сепак тоа да мора да е цврсто. И додадени се овие триаголни прозорчиња, значи кои што помагаат за да биде функционално, значи за да може да се спушта, инаку не би можело да се спушта прозорецот ако е по целата ширина, тоа е поентата. Меѓутоа, прегледноста ми се допаѓа и за назад. Да, секако е малку потешко да се процени каде завршува опција. Имате камера од 360 степени, па покажува цели филмови прави од автомобилот. При секое поаѓање, например, исто се вклучува камерата за да ви покаже, например, ако излегувате од паркинг или слично, да ви покаже ако има некаков рабник од страна. Корисни работи. Со темпоматот се ракува во Peugeot стил, значи со рачка под воланот. Не се гледа, меѓутоа се учи ракувањето, е разбирливо, е природно, интуитивно, по ново македонски. И седиштата. Веднаш штом ќе седнете, како да се наоѓате од тркачка када. Полу тркачка када. Значи, се чувствува страничната поддршка, цврста странична подпора, високи се седиштата, цврста, исто и во делот на рамената, значи има убава подпора и убаво се подпира, значи целото торзо, така што остава добар впечаток. Навистина остават впечаток седиштата. Може би јас би посекал малку по-долга седечка површина, вместо да е малку по-долга. Меѓутоа, седењето е во секој случај пријатно и тоа е исто техно кожа, значи пријатна, многу по-мека од она кожа што некогаш не ја послужуваа некои производители од Кина. Значи ова е веќе многу по-напреден, по-солиден, по-допадлив материјал, повреден материјал. И сега треба да се прави еден јутерн, да видиме колку е кругот на вртење, ме изненади. Значи, навистина, мал круг на вртење. Тоа значи дека е голем отклонот на тркалата. Меѓутоа, покрај ова меѓуоскина расстојание, 2,57, навистина е голем отклонот. И тоа и дава квалитети за возење во град. Багажникот се отвера лимузински. Просторен багажник, длабок багажник со широк отвор. Значи, тука нема да треба да се прават екзибиции кога ќе треба да се товарат поголеми куфери. Да, тука има простор, резервно тркало, има и електрична изведба, секако дека во конструкцијата има некои зафати кои што се направени за да може да ја вдоми батеријата во подот. Да, багажникот не е нешто посебно обложен со некоја дебела облога тука, меѓутоа во ред примерно изработено, нема оставено пластика
која што ќе се гребе и ќе изгледа не угледно. Изолација секако не е оставен просторот без изолација. Сега тоа што недостига може би е рачка, меѓутоа не може да има човек се у животов. Покрај багажникот, секако една од главните теми е просторноста на задната клупа. Во тој поглед, кинескиве производители се внимаваат. Значи, големи производители како Мерцедес, БМВ, Ауди, премиум производители изработуваат специјални изведби од своите модели, од E-класа и слично, кои што имаат продолжено меѓуоскен расстојание за повеќе простор. Ете го. Тоа што е важно, па и нас ни е важно. Може би тоа ќе го премолчат европејците од западот, меѓутоа нас ни е важно и тоа како. Просторноста назад, па не само во поглед на просторот за колено, наистина импресионира. И тука е напишано Бејжинг. Ова акомоција ви ја нуди Бејжинг, тоа е името на производителот и да, има сите погодности, ги има изработка детална, значи тој што седи назад не се чувствува како човек од втор ред во наводници. Джебови, добро. Да, клупата е висока, се седи високо, мислам висока, има висока потпора, долга е површината за седење. Сега малку е проблем тоа што не се соборува клупата. Не е ни поделена, нема ни отвор, нема ни отпирач за раце. Предните седишта имаат многу спортска форма и навистина држат спортски. Меѓутоа, темата е удобноста. Сончевиот покрив во овие врнежливи денови и во оваа врнежлива година не можев да го искусам да го проверам целосно, меѓутоа простор да. И тоа што ми се допаѓа, има значи и простор за глава, да, нема стеснатост, иако има простор, иако има значи е спуштен малце таванот заради сончевиот покрив, меѓутоа не се чувствува стеснатост, непријатност назад. Значи едно пријатно чувство. Значи позитивна оцена и излегување, широки врати. Значи и излегувањето дури задоволува во секој поглед. Звукот, да. Тоа е тоа. Производителот вели дека тоа се 50% значи во школката, 50% се користи челик, челична ламарина со висока цврстина која што е добиена, значи со сложени форми кои што се добиени со топло деформирање. Значи така се постигнуваат тие форми и чисто за предрасудите што ги имаат некои дека кинеските автомобили биле како картон. Сигурно? Аеродинамична форма, што исто така придонесува за ниската потрошувачка. CVT менувач, значи овој байк U5 во почетокот, значи во почетокот на понудата, ќе се испорачува со CVT менувач, постои изведба со мануелен менувач. Добро, да, тоа е секако мислено и на тоа, ете, толку педантно има модели кај кои што не можете да го сместите телефонот толку елегантно како тука. Електрична рачна сопирачка, аутохолд има, убаво обложени површини, значи финишот, да, навистина остава многу впечаток. Рачките имаат некоја класична форма, темпоматот е долу, едноставно функционира. Ги има сите оние системи за асистенција, за безбедност и за комфорт кои што ги бара ЕУ денес, Европа односно. И тоа се, значи, и тука убаво се забележува колку е внимавано на изработката, да, мора секаде, мора да допре овој до деновиве. Обрабени прекинувачи, поделени, значи, со група логично поделени на предни и задни, има многу. Значи, не е случајно ставено ова копче тука, за да не се мешат. Ретровизорите со сите електрики, значи, вклучувајќи и самостојно
со бирање на ретровизорите, ова е некоја имитација на карбон, далеко од тоа дека е автомобил во кој што би се очекувало да има карбон, меѓутоа, ете изгледа убаво оваа површина. Да, се внимавало, долу ги има таа пластика која што не ни се допаѓа, меѓутоа, таа е реалноста. И тука е изведено, значи, едно корисно подрачје за ракување, за оставање при. И тоа се нештата што кинеските возачки и возачи ги обожуваат, а кои што европските марки и останатите не можат да го достигнат тоа темпо. Значи, само камерата која што ја има, опциите кои што ги нуди, значи, се нешто невообичаено, значи, нередовно, исклучок е, треба да се плати 1000 евра за да се добие ваков систем во европски автомобил и чисто еден приказ за тоа колку се широко гради овие нас, унаводници, нови производители. И резолуцијата. Се е педантно осветлено, значи нема штедење, нема и касетата, да видиме дали е осветлена. Касетата не е баш нешто многу осветлено, меѓутоа мора да има нешто. И уште еден тест што поминува целосно во дожд. И затоа заклучокот повторно ќе го направам од кабина, на суво, на сигурно. Тоа што Байк U50 Plus го постигнува е одржување на духот на македонскиот пазар за лимузините од оваа класа. Односно, тоа се големи лимузини, семејно големи лимузини, представителни, функционални, комфортни. Меѓутоа, лимузини кои што се базираат на техника на компактна класа, а тоа значи дека се лимузини што се достапни за одржување. Значи, да, тоа изгледа како лимузина, има формат на лимузина од средна класа, меѓутоа одржувањето и техниката, значи тоа што се плаќа за автомобилот, од механика, од воопшто од спецификација, припаѓа на компактна класа, што значи дека е достапна за поширок круг на купувачи. Се чинеше дека последен пат македонскиот пазар го достигна врвот за лимузини од овој сегмент во времето на славните и не само славните кои се уште ги гледаме по улица, Mitsubishi Lancer и Chevrolet Cruze. И сега се покажува дека македонскиот пазар уште го живее тој дух на лимузини од оваа класа, значи на компактни лимузини што личат на средна класа. Што е разликата? Зашто го укажувам на трошоците за одржување? Затоа што и по 10 години, откако почна увозот на користени автомобили, меѓутоа не е тоа увоз на користени автомобили, туку луксузни користени автомобили, значи од премиум марки, од големи, високи класи со 6 цилиндарци, со многу опрема, па меѓу другото и со светла кои што треба да се сменат кои ќе прегорат. И уште не научи, значи пазарот, дека тоа што ќе се купи, значи за оваа цена, по цена од 20.000 евра, тоа што може да се купи па висока класа, значи S-класа може да купиш, меѓутоа за тие пари, меѓутоа што е со трошоците за одржување. Байк се надоврзува и со цената и со карактерот на еден друг автомобил кој што привлече внимание претходно, односно тоа е Dongfeng Aeolus Shine. Слични се во поглед на физичките големини, во поглед на просторноста, во поглед на димензијата, во поглед на техниката се слични, меѓутоа постојат разлики. Во што е различното кај Байк? Кабината е повеќе поотмено изработена, значи има некои детали, некои зафати
стилски и во поглед на завршенцата, на изработката, кои што сакаат да прикажат дека тоа е, значи, малку по благороден автомобил. Значи, далеку од тоа дека оди нешто во лоша смисла на Донгвенг, секако автомобил кој што го привлече вниманието и имаше со што да го привлече вниманието. Разликата во што е? Разликата е во посебностите што ги има бајк, односно во комфорот, амортизацијата, па, ајде ќе кажем дека повеќе оди во насока на комфорот, повеќе оди во насока на тоа да ги ублажи ударите, да премине преку оние несовршености, значи оние катастрофи што се кај нас на патот, и оди на сметка на динамиката. Далеку од тоа дека е неуправлив, далеку од тоа дека е опасен за возење, напротив, е комфорен. И тоа е страната, значи тоа е страната која што го сочинува, која што ја создава основата на карактерот на бајк. Мене ми е пријатно. Значи тој човек кој што сака комоција во возењето, како што испомнав претходно, кој што не сака да се убеди за 5 минути слушава најдобриот автомобил во светот, за потоа после 3 месеци во поседување на автомобилот да жали за изборот затоа што секоја дупка му останала во коските, туку овде е комотно. И е автомобил кој што ги покажува вредностите, предностите на подолг рок. И се изгуби, исчезна. Еве, втор ден кратко го имам возилова на тест, затоа што навистина има голем интерес, голема побарувачка за возилова, се заинтересирани купувачи. И ете, веќе исчезна оние впечатоци кои што ги имав во почетокот, дека може би е нешто премногу мека амортизацијата, дека е премногу индиректно управувањето, дека спомнав и за сопирачките, па дури и до тоа доаѓа комфорот, комфортната лагодност. Србите имаат една лагодност, збор пријатно возење. Значи, му се допаѓа на човек да вози во автомобилов и го прави расположението. Не те претвора во тркач на патот кој што ќе гледа да претрка се живо и дива за да чека прв на семафор, тука едноставно го начекуваш времево што ќе го поменеш во автомобилот за да уживаш во тоа. Добра, моја грешка за овие лежачки полицајци кои што се обележани како поставени како казна за луѓе што проаѓаат од тука. И потрошувачката е сосем во ред. Значи, да, може да се очекува вредност меѓу 7 и 8 литри. Тоа е пристојна вредност. ЦВТ менувачот помага за потрошувачката во град да се држи ниско и воедно помага за комоцијата. Моторот е Mitsubishi, моторот е мек, е бензинец, уживање. Значи, кога ќе седне човек во бензинец, ако претходно возел дизел, значи ќе ужива во тоа колку е лимузинско возењето. И во поглед на перформансите. ЦВТ менувачот го одредува карактерот на моторот, односно не се чувствува онаа моќ, нема силно забрзување. Да, ако ја оставам во нормална позиција, бирачот, ако го поставам во нормална позиција, тогаш ќе се чувствува онаа карактеристика, оној карактер на ЦВТ менувачот, кога не дозволува премногу големо забрзување, премногу силно, затоа што ќе се појави завивање и таков е карактерот на ЦВТ менувачите. Воз веројатно нема да ме собере и ако се премести во S позиција, значи да се вклучува некоја спортска програма, односно ги држи вртежите повисоко и со тоа значи се постигнува некоја повисока динамика, например, ако се вози на горнина и слично, значи да, потребно е поради таквиот карактер ќе забележи, значи дека при возење по нагорнина, по поголема нагорнина, веројатно мора да се префрли менувачот во S, за да ја има онаа динамика која што ја очекуваат. И тоа е малку поголем ангажман, мал ангажман дополнителен што е потребен за да го направи возачот и едноставно така е создадена, таков е карактерот на возилото и
го вовлекува. Возачот го става во тој филм во комоција. Цената е, значи, на рамнешто со конкуренцијата, значи, пред се мислам на Донгфен Кеолус, Шајн, затоа што ја има опременоста, значи е врвно опремен тука, значи во опременоста е во предност бајк, во нивото на опременоста и во на останатото што го спомнав. Има стаклен покрив, има цевете менувач, постојат и модели од PS-а и секако Fiat Tipo, кои што уште го сервираат оној дел од пазарот, кој што им припаѓа на компактните лимузини. Бајк U5 Plus е добра најава, добра представа, вовед за бајк. Многу е веројатно дека да, лимузинава прво ќе го привлече вниманието на македонската сцена, затоа што е лимузина, каде што тоа е традицијата, значи традиционално ги сакаме овие лимузини, меѓутоа многу е веројатно дека откако ќе се увери пазарот дека бајк е добра марка, добар производител, издржлив, дека Citroen Laze е големо име на македонската сцена долго време, така што сервисирањето воопшто не е под знак на прашање. Исто и увозникот, ќе го спомнам, господин Владимир Тентов, кој што го донесе практично бајк во Македонија, така и доаѓа директно на нашиот пазар бајк, инаку би се случувале, значи, некои сосем други цени. Меѓу другото и испораката на возила теча редовно, веќе има нов контингент во салон, така што се движат нештата. И тргнав за едно да кажувам. Значи, ќе увери сцената, лимузинава ќе увери сцената дека бајк е убава марка, значи, ја привлече вниманието и верувам дека X35, а понатаму и можеби X55 ќе го привлечат, односно ќе бидат попродаваните модели, иако се ценовно над овие. X35 е во класата на Volkswagen T-Roc, додека X55 веќе се вмешува во пазарниот сегмент, каде што кај нас го имаме владетелот не само не само во сегментот, туку и воопшто најпродаваниот модел Kia Sportage. Меѓутоа треба да се работи уште многу и има што да се работи. Значи, дефинитивно позитивна оценка за автомобилов и со нетрпение чекам некој од X-овите да пробам од X-овите на бајк. Со среќа!